Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренеси со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Во првата емисија од Македонската нова година, Македонската православна нова година, во ова 2022, како и празникот Василица, вечерва ќе се потрудиме, почитувани слушатели, да ве разонодиме со убавата македонска песна и оро, честитки, македонски традиции за овој ден, но и новини од Македонија, како и благодарност од страна на нашата сонародничка Лена Станвик по повод смртта на низиниот сопруг Коста, како кои беа на последниот би рекла да оддадат последна почит за нејзиниот сопруг Коста. Исто така ќе дадеме и новини од Македонија, но нашата емисија ќе биде отпочната токму со новините од Македонија. На самиот почеток би сакала да помнам, односно да дадаме на жална вест. Денес почина основателот на радиочасот, тогаш Македонски глас, а сега Глас од Македонија, познатиот наш сонародник Михајло Миле Николовски од село Долно Дупени. Сочувство до фамилијата, а идната недела ќе дадеме подетално околу самиот тој, па нека му ја лесна земјата. Да отпочнеме со ред. Да спомнам дека на 18 јануари, вторник, е Водокрст, 19 јануари Богојавление, а 20 јануари Свети Јован Крстител. Сите оние кои ги носат имињата на Свети Јован и Јорданije, нека им се честити вечни, меѓу кои и мојот драг пријател Јонче Ивановски од село Канино, како и оние кои ги слават овие празници. Пред да одиме со новините од Македонија, да спомнам дека бугарскиот премиер Кирил Петков изјавува дека неговата посета во Македонија нема да биде со анекс на договор што претходно го направија Заев и Борисов, туку доаѓа со нов почеток, но истовремено вели да ги исчистиме сите оние кои заработуваат на грбовите на нашите народи. Истовремено тој вели дека малцинството во Бугарија не постои македонско, туку ние ќе ги бараме гаранции за бугарите во Македонија. Кога зборуваме за Муртинецот Заев, да спомнам една јавна тајна, дека е новиот премиер Ковачевски само една маша на Зоран Заев. Како што вели Сајковски, предложената влада е лош експеримент на Заев. Сите министри му ги договори на Ковачевски, за да тој ја води владата која ќе биде диригирана токму од струмица од самиот Заев. Но затоа пак Ковачевски нека се охрабри и нека излезе на избори. Додиме со новините од Македонија. Веќе 6 часа пратениците дебатираат за предлогот на мандатарот Димитар Ковачевски за составот и за програмата на новата влада. Седницата ќе трае најмногу до утре на полноќ, кога според деловникот ќе мора да се гласа. Првиот ден од седницата го следи Михајло Видимлиски. Михајло, како тече седницата, што е во фокусот на опозицијата, што во фокусот на власт?
Така е, Тања, и попладнева продолжи собраниската дебата околу новиот предложен владин кабинет и програма од страна на мандатарот Димитар Ковачевски. Според она што го гледаме како се одвива дискусијата во собранието, се очекува наскоро да заврши, па да продолжи утре. Инаку во фокусот на дебатата и дискусијата која што се води помеѓу пратениците е тоа дали ова парламентарно мнозинство има легитимитет за да формира влада. Главен аргумент на опозицијските пратеници се резултатите од локалните избори, додека пак пратениците од власта сметаат дека имаат легитимитет за да се формира влада, но и дека предвремени парламентарни избори не се потребни. Да слушнеме дел од дебатата во собранието. Гласачите не се сега гласачи на оваа коалиција и легитимитетот е нагризан. Најголемиот удар на легитимитетот беа локалните избори, лакмусот поцрвене, тоа е предупредување и тоа не рано предупредување, туку постојано предупредување. Згора, помалите партии условена поддршка даваат, тоа е исто така легитимитет кој што е спорен. Легитимитетот на ова парламентарно мнозинство и на овие кандидати и овој мандатар им го дадоа граѓаните во јули 2020 година. Јас само околу вашата дилема ќе ве прашам што ќе се случеше, дали господинот Мицковски ќе имаше легитимитет да составува влада доколку на изборите во јули 2020 година победеше ВМРО ДПМН. Па тој не беше кандидат. Легитимитетот го проширивме со проширено мнозинство. Михајло, седницата почна со експозето на мандатарот Ковачевски, очекувано акцент стави на економијата, а ги најави и првите владини одлуки. Така е, Тања, зголемување на пензиите и интервентни мерки за компаниите, но и за граѓаните за излез од економската криза. Мандатарот Ковачевски во своето експозе се фокусираше на економијата, односно дека економијата излез од економската и енергетската криза ќе биде главниот фокус на владата и програмата на оваа влада до 2024 година. Инаку Ковачевски се осврна и на проблемот со Бугарија и очекувањето дека преку работни групи ќе се изнајде решение за отворените прашања. Кои беа клучните поенти од експозетот на мандатарот Ковачевски во продолжениот прилогот? Пораст на бруто домашниот производ со удвојување на стапките на економски раст од 2,5 на 5% просечен раст, потоа зголемување на пензиите, но и намалување на стапката на невработеност до 11,4 во 2024 и достигнување едноцифрена зона од 8,6% до крајот на 2026 година. Ке бидат во фокусот на Ковачевски, кој најави пораст на минималната плата и раст на просечната. Главен предизвик во економијата останува соочувањето со ефектите од пандемијата и енергетската криза. Уште на почетокот на мандатот, владата ќе направи интервентен план за поддршка на населението и стопанството за справување со последиците од енергетската криза. Ова ќе биде направено со цел ублажување на негативните ефекти врз цените и заштита на граѓаните од ценовни шокови. Одржувањето на животниот стандард и куповната моќ на населението мора да се задржи и зголеми. За таа цел, една од првите мерки на новата влада ќе биде поддршка на пензионерите преку посебно зголемување на пензиите. Остануваме посветени и на подобрување на понатамошниот модел за редовно усогласување на пензиите. Освен членството во НАТО, Ковачевски во експозето се осврна и на евроинтеграциите и предизвиците со кои се соочени македонската и бугарската влада, кои според него имаат одлучност да изнајдат решенија низ диалог и соработка околу отворените прашања. Македонските и бугарските граѓани се повеќе заинтересирани за економија, за културни, образовни и младински размени, за инфраструктура која поврзува и новие теми мора многу повеќе да соработуваме. Историјата е на историчарите, но идентитетските прашања се темели на народот и на државата. За владата не постои никаква дилема. Никој не смее и никој нема да преговара за идентитетот на македонскиот народ и за историски и научно потврдената специфичност и уникатност на македонскиот јазик. Македонската национална засебност и идентитет не е само на владата или на опозицијата, туку и на секој граѓанин, но и на нашите предци и наследници.
За нејзиното зачувување обврска имаме сите, а владата има најголема одговорност. Доста е со поделби на луѓето, граѓаните и министрите на наши и ваши, рече Ковачевски, додавајќи дека е време да се испорачаат решенија, додека време на располагање има помалку. Многумина ме карактеризираат како технократ. Во ред, се нафатив на оваа обврска и одговорност не затоа што е лесно и убаво, туку затоа што е тешко и затоа што сум убеден дека мора да се најдат решенија. Во владата ќе понудам концепт на управување и работа која нема да објаснува зошто нешто не може да се заврши и колку е тоа тешко, туку модел во кој секој ќе знае што, како, кога и зошто ќе работи. И ќе се мерат резултатите на сработеното, а не на плановите, бидејќи советување и ради не ќе живее. Добар и квалитетен живот, повисок стандард, мир и спокојство се обезбедува само со многу труд. Тоа ќе биде нашиот модел на работа. Димитар Ковачевски беше избран за лидер на СДСМ откако претходниот председател на партијата Зоран Заев поднесе оставка по изборниот пораз на локалните избори кои се одржаа во октомври минатата година. Ковачевски рече и дека новата влада има целосен институционален и формално правен легитимитет и дека предвремени парламентарни избори не се решение. Така, ова беше дел од излагањето на мандатарот Димитар Ковачевски. 21 министерско место ќе се одржи владиниот кабинет кој што го предложи тој. Инаку Тања, само да кажеме и дека, како што кажав претходно, дека наскоро ќе заврши расправата за денес, продолжува утре дискусијата и гласањето треба да заврши до утре вечер на полноќ. Студио. Ти благодарам, тоа беше Михајло Видимлиски за првиот ден од владината седница. А новиот владин кабинет ќе има 21 член или еден повеќе од досега, министер без ресор за диаспора, место што и припадна на алтернатива. Од досегашните си заминуваат 8 мина, вклучително и премиерот Заев. Анализа на Михаил Милошевски. Политичка пензија или само пауза, неколкумина од клучните политички фигури по 5 години учество во владите на Заев заминуваат од зградата на Илинденска истовремено со него. Од ресорот одбрана заминува една од политичарките со најдол стаж, Радмила Шекеринска. Ке биде запаметена дека за време на нејзиното министерување Македонија оствари една од двете стратешки цели, стана членка на НАТО. На нејзино место сега доаѓа Славјанка Петровска. По 5 години заминува и Никола Димитров, кој ги извршуваше функциите министер за надворешни работи, но и вице-премиер за европски прашања. Тој ќе остане запаметен како потписник на Преспанскиот договор од македонска страна, но и по кавгата на крајот со досегашните владини колеги. На негово место доаѓа Бојан Маричик. Заминува и еден од министрите што беше во центарот на вниманието последниве 2 години по избувнувањето на пандемијата со COVID-19, министерот за здравство Венко Филипче. Оценките за справувањето со кризата се поделени, а ќе остане запаметено дека во неговиот мандат се случи катастрофата во Тетовската модуларна болница. Нов министер за здравство ќе биде Беким Сали од Алтернатива. По 5 години заминува и Мила Царовска. Прво беше министерка за труд и социјала, а досега министерка за образование. Најголеми контроверзи предизвика со новата така наречена концепција за основно образование, чија судбина останува нејасна, а нејзин наследник ќе биде досегашниот министер за администрација Јетон Шакири. Од Илинденска број 2 си заминуваат и министерките за труд Јагода Шахпаска и за култура Ирена Стефоска. За време на 16-месечниот мандат на Шахпаска се изгласа законот за недела неработен ден, додека пак Стефоска ќе остане запаметена по започнувањето на проекти за реставрација на културното наследство, но и експресните разрешувања на директорите во театар комедија. На нивно место сега доаѓаат Јована Тренчевска и досегашната пратеничка Бисера Костадиновска Стојчевска. Ете, тоа беа новините од Македонија. А сега да ја дадеме благодарноста од нашата сонародничка Лена Станвик од село Арменско до сите оние кои дојдоа да оддадат почит на нејзиниот сопруг Коста. Отиде во вечниот дом нашиот сонародник и најголем помагател на се што е македонско Коста Станвик од село Арменско во комуната. Неговата несебична помошт ја возврати македонскиот народ од нашата комуна, оддавајќи му последна почит. Затоа неговата сопруга Лена Станвик сака да им се заблагодари на сите оние кои дојдоа, но и на оние кои од било какви причини не можеа да дојдат, а го има во нивните мисли. Посебно Лена сака да се заблагодари на синовите Крис и Том, како и ќерката
Бети, а посебно на снаите Ленче и Кристина, кои помогна за да целата таа церемонија и се до закопот биде во најдобар ред. Коста Стемник се замина со една неисполнета желба. Не ја виде Македонија цела. Верувајќи во задгробниот живот, јас би мислела дека тој ќе продолжи со